Добро, почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска во 12:30 имаме подготвително рочиште по тужба од страна на пратеникот и поранешен генерален секретар на СДСМ Александар Кирацовски, упатена кон мене. Заради за нас смешни причини, упатени прашања од моја страна јавно на пресконференција кон пратеникот Александар Кирацовски по негова дадена изјава откако излезе од распит од судот. Прашања кои што ја занимаат целокупната јавност, верувам дека се уште ја занимаат бидејќи не се одговорени, кои практично ги потврди на еден начин во неговата изјава, каде што и самиот Кирацовски на некој начин потврди дека се што е добро за неговиот град, тој е подготвен и е негова обврска да лобира во рамките на законот и да посредува за проекти од добробит на граѓаните. Морам да истакнам два моменти. Најпрвен, срамно е да се тужи за упатени прашања, но ние сме тука, ние сме одговорни, ние сме честни, ние сакаме да се дознае вистината, затоа денеска сме тука да на некој начин ја изнајдеме вистината на суд. Вториот момент кој што мора да го напоменеме е дека Александар Кирацовски во некое друго време и со некој друг јавен обвинител кој што нема биде сервилен на власта како што е Вилма Русковска, на која што меѓу другото треба до крајот на животот да ја пали свеќа и да се моли за незе, немаше да биде во судовите во својство на сведок за случајот Рекет, туку најверојатно ќе беше во некое друго својство. Уште еднаш сакам да ги повикам медиумите, сакам да ги повикам граѓаните да го следат случајот. Се уште нормално го повикуваме и Кирацовски да ги одговори истите прашања кои што беа поставени претходно. Тоа се добро познати која е неговата инволвираност во случајот Рекет. Во однос на правосудниот систем, иако во моментов обвинителството и судството се сервилни кон актуелната власт, верувам дека за многу брзо ќе се смени тоа и граѓаните ќе можат да на некој начин ја најдат својата правда во судовите, наместо како што во моментов се потекнува од илинденска безброј, односно од главата на криминалниот октопод Зоран Заев. Благодарам. Поелете прашање? Имате ли денеска преговори по законот за јавно обвинителство? Во однос на преговорите и преговарачките тимови можам само да истакнам дека единствено на СДСМ и на владата на Рената Десковска, на Зоран Заев не им одговара да се донесе нов закон за јавно обвинителство, најверојатно поради одредени суети, одредено его и нормално за да можат да се заштитат од целокупниот криминал кој што го има правено оваа влада во изминативе 3,5 години. Во однос на законот за јавно обвинителство, многу работи им беа посочени кои што ги посочуваше ВМРО-ДПМН и од страна на експертите на јавната расправа, така да сметаме дека во моментов само СДСМ не сака се донесе закон за јавно обвинителство кој што треба да донесе неселективна правда за граѓаните. Во однос на преговорите, доколку има нови моменти од страна на преговарачките тимови, ќе бидете благовремено известени или денес во текот на денот или утре во текот на денот. Како што реков за новите моменти, веднаш штом се согласат преговарачките тимови или тимот за преговори од страна на ВМРО-ДПМН, ќе дознаете нови информации во текот на денот или во текот на утрешниот ден. Имате ли покана за учество на дебата во поширок состав на работни групи во текот на денешниот ден? Текот на денешниот ден дали има покана за учество во работни групи за дебата, немам информација, бидејќи како што реков се подготвувавме за подготвителното рочиште, но во однос на преговорите можам уште еднаш да напоменам дека сето она кое што сака да го направи во моментов СДСМ е само една фарса и да донесе закон кој што ќе биде во нивна корис, односно го заштити целокупниот криминал кој што во моментов го прават. За сите нови детали, нови чекори од страна на ВМРО-ДПМН ќе бидете известени или во текот на денот или утре ден. Благодарам.